нема до овој момент регистриран на државно ниво таков пациент. Веќе кога почнуваме вака, ова би сакал да одвоите малку од времето да објаснам нешто за ова вирусно заболување. Значи, е векторијално зависно заболување. За да настане ваква инфекција треба да се исполни првиот критериум, тоа е да бидете каснат или убоден од комарец. Вториот критериум е комарецот да биде заразен, значи не секој комарец е ова заразен и може да пренесе заболување. И третиот критериум е зависи од имуниот одговор на самиот домаќин, дали ќе се развие болест или не. Околу 80% од луѓето кои доаѓаат во контакт со овој вирус не манифестираат никаква клиничка слика, значи не развиваат болест, ова е само ограничувачко како заболување. Мал дел од луѓето кои развиваат, доаѓаат во контакт со овој вирус и развиваат ова болест, тоа е од минорна форма, тоа е западно-нилска треска, која се манифестира со покачена температура, кожен исип, тоа е раш макулопапулозен и артралгија. Напоменам дека и овој облик на заболувањето е само ограничувачко и поминува без потреба од посебен третман. Ваков облик на заболување е предмет на лекување во секоја здравствена институција на државно ниво. Многу ретко ова заболување знае да даде потешка форма, неуроинвазивна форма на заболувањето, која се манифестира со посебни клинички ентитети кои ние ги делиме како менингит, менингоенцефалит или енцефалит. Таквите болни се предмет на инвестигација, хоспитализација и понатамошен третман во Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. До овој момент кога зборувам, на клиникава нема ни еден пациент хоспитализиран со ваква клиничка слика која би можела да биде асоцирана со весна вирусна инфекција, и од податоците што ги имам и во амбулантските прегледи нема ни еден ова болен кој бил асоциран со вакво заболување. Уште еднашка да напоменам, најдобро е да се превенират заболувањата отколку да се излекуват. Превенцијата би била да се минимизира можноста од каснување од комарци. И ако настанува ваква инфекција, значи углавном е само лимитирачка. И до овој момент немаме ни еден пациент регистриран со вакво заболување. Институтот за јавно здравје како врвна институција национална од областа на дијагностиката исто така располага со сите потребни дијагностички процедури, значи експертиза, реагенси и се што е потребно за дијагностика и за конфирмација на ова заболување согласно стандардните дефиниции на случај, па за секој случај одиме со испитување до крај и потврдуваме дали се работи со западно-нилска треска или не. За некаква инфекција се разбира, сите форми може да дадат лабораториска потврда на ова заболување. И уште еднаш ќе нагласам дека до овој момент потврден случај регистриран на западно-нилска треска или некоја од невроинвазивните форми кои што докторот веќе ги спомена, значи енцефалит или менингит, во држава во моментот нема. И покрај тоа што во соседството имаме вакви случаи и континуирано расте бројот на заболени.